Добро утро. Го следите најновото издание на вестите на Слободна ТВ. Бугарија ќе испорачува 200 мегават часови струја од почетокот на октомври до крајот на март идната година, за да се ублажи енергетската криза во Македонија, со што ќе се обезбеди непречено снабдување со струја на индустријата, што е едно од клучните барања на бизнис секторот во земјава. Беше договорено по вчерашната средба во Софија на премиерот Димитар Ковачевски и неговиот бугарски колега Галаб Донев. Двајцата премиери договориле формирање работна група, што треба да ги утврди техничките аспекти во врска со подпишување и склучување договор во областа на електроенергијата за снабдување со количини во износ од 200 мегават часа струја за потребите на Македонија заклучно со март следната година. Како одговорни политичари и влади, ние имаме обврска пред граѓаните и пред стопанството да обезбедиме се што е во наша можност да ги направиме условите најдобри во време на ваква криза. Токму затоа сме денеска тука заедно со соседна Бугарија да се обидеме да најдеме решение за снабдување со електрична енергија во текот на четвртиот квартал од оваа година и првиот квартал од идната година, под услови што ќе бидат оптимални за стопанството, рече премиерот Ковачевски на заедничката пресконференција во Софија со колегата Донев. Сега од нас зависи, од сите политички партии, од сите пратеници во собранието и од сите ангажирани во процесот на преговори. Колку брзо ќе го завршиме процесот на преговори и пристапување кон Европската Унија. Секое одложување или блокирање на носењето на одлуките во собранието, кои се однесуваат на евроинтеграцијата, значи закочување на државата кон полноправно членство на Европската Унија, изјави вчера во Софија премиерот Димитар Ковачевски на средбата со новинарите во Софија. Бугарскиот технички премиер Галаб Донев пак покрај за енергетската криза посочи дека на средбата со Ковачевски двајцата одново ги потврдиле добрите оценки за создадените претпоставки за развојот на диалогот помеѓу двете земји и дека ќе работат на продлабочување на конструктивната соработка во сите области од заеднички интерес, кои што се вклучени и во договорот за добрососедство и се она што е договорено помеѓу протоколите на меѓувладината комисија. Продолжува штрајкот на матичните лекари и денеска. Чекалните во амбулантите, односно ординациите на матичните лекари се празни со ретки исклучоци. Доаѓаат само најитните случаи и тие се целосно прифатени од матичните лекари. Доктор Тања Дејановска, председател на Комората на приватно здравство при ССК, истакна дека максимално го поддржуваат протестот и оценуваат дека капитациониот бод за матичните лекари и матичните стоматолози во ниту еден момент не смее да се сведе на политичка одлука, пресметка мора да се направи според посебна методологија. Поради фактот што се појавуваат адхок здруженија кои се обидуваат да прикажат извртана слика во јавноста, нагласувајќи дека не го поддржуваат протестот на матичните лекари. Ние кои сме формирани како нешто многу поголемо и посериозно, а се нарекуваме Комора на приватно здравство, целосно сме на страната на матичните лекари и од јануари наваму апелираме на диалог од првиот протест. Повторно ќе кажам дека точката на капитациониот бод за матични лекари и матични стоматолози е поставена од наша страна на дневен ред на управен одбор во ФЗОМ уште на 27 јануари, вели Дејановска. Матичните лекари очекуваат дека можеби овој министер ќе најде време и начин да ги прими и да се реши нивниот долгогодишен проблем. Инаку министерот за здравство Беким Сали уште во текот на минатата недела изјави дека не го поддржува најавениот протест на матични лекари кој што трае од вчера до 7 септември. Председателот Стиво Пендаровски се обрати на свечениот прием по повод почетокот на 6-та регионална конференција на телата за еднаквост во југоисточна Европа, чиј домаќин е Комисијата за спречување и заштита од дискриминација на Република Македонија. Председателот Пендаровски им посака успешна работа на учесниците и позитивни резултати од конференцијата, посечувајќи дека сузбивањето и борбата против дискриминацијата представуваат предизвик не само за нашата држава и регион, туку и за многу поразвиени
развиени општества и демократии. Како што формите и опфатот на дискриминацијата за жал постојано се прошируваат, така се наметнува и потребата од прилагодување на националните законодавства, прифаќање на добрите практики и професионален пристап на сите надлежни институции и организации, со цел да се обезбеди ефективно спроведување на принципот на еднаквост во буквално сите области од општественото живење, истакна во обраќањето председателот Пендаровски. Во собранието денеска е закажано продолжение на седницата на Комисијата за надворешна политика, на која своите платформи за дипломатските активности ќе ги презентираат новите вонредни и ополномоштени амбасадори на Република Македонија, во Република Словачка Евгенија Елиева, во Канада Агрон Буџаку, во Кралството Норвешка Дритон Куки и Методија Билевски, новиот вонреден и ополномоштен амбасадор во Кралството Белгија. Со презентацијата на тезите во собранието финишираат сите процедури за заменување на амбасадорите во нивните дипломатски мисии. Изборниот комитет на ВМРО ДПМН донесе одлука да се пристапи кон собирање на 100 потписи за граѓанска иницијатива на кој прво потпишан ќе биде председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и раководството. Пошто очекуваме собранието да ја одобри иницијативата, пошто ќе почнат да течат роковите за собирање на 150.000 потписи со цел организирање на референдум, велат од партијата. Референдумското прашање, кое е усвоено по долги консултации со експертите, коалиционите партнери и телата на партијата, ќе гласи: дали сте за напуштање на важноста на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија, објавен во службен весник на 18 јануари 2018 година. Овој договор е корен на сите проблеми и почеток на негацијата на македонскиот јазик, идентитет и историја. Антимакедонската СДС, доколку верува дека договорот е добар, нека излезе и нека го брани. ВМРО ДПМН на референдумот отворено ќе води кампања со цел гласање за негово поништување. Референдумот ќе биде задолжителен и потоа антимакедонската СДС нема да има основ да бега, велат од партијата. Поранешната презентерка Бесмира Ејупи во јавноста позната и како несудимната конзулка во Њујорк. Можеби сепак има шанса да замине во странство, но овој пат како кадар на Министерството за надворешни работи, барем според предвидувањата на вработени во ова министерство. Ејупи од минатиот месец е редовно вработена во МНР. Меѓутоа не со конкурс, ниту со договор на дело, туку била преземена од друга државна институција. Официјално МНР и натаму молчи и нема никакво објаснување за целиот случај. Според извори од Министерството не се знае од која институција е преземена Ејупи, но техничката процедура за нејзино вработување е завршена и почната е постапка за добивање безбедносен сертификат. Нејзиното работно место, како што објави опозицијската ВМРО ДПМН, е соработник во Оделението за правни работи. Но нашите извори од МНР велат дека тоа не е пречка таа да се подготвува за одење во дипломатска мисија. Кога би се одало според регуларна постапка, потребни се 2 години за да се подготви за заминување во некое дипломатско конзуларно представништво. Треба да помине по 4 до 5 месеци во различни сектори, вклучувајќи и конзуларно оделение, протокол и слично. Исто така би било добро да ја помине и дипломатската академија во МНР, објаснуваат за Слободен печат дипломатски извори. Околу 3500 луѓе се евакуирани, а приближно 15.000 лица се предупредени да не ги напуштаат домовите поради налетот на тајфунот Хинамнор во Јужна Кореја. Тропскиот циклон, пропратен со силен ветер и врнежи од дожд, утрово стигна до јужниот брег на Јужна Кореја, што предизвика поплави и лизгање на земјиштето. На јужниот остров Џеџу оштетени се неколку згради и друга инфраструктура. Корејскиот полуостров е погоден од бројни тајфуни секое лето и на почетокот на есента. Хинамнор е 11-тиот циклон годинава.
Министерството за внатрешни работи информира дека денеска и утре во официјална посета на Република Македонија ќе престојува претседателката на Словачка Зузана Чапутова. Додека пак на 8 и 9 септември во официјална посета на Република Македонија ќе престојува претседателот на Италија Серџо Матарела. Од тие причини соопштуваат од МВР, Оделението за безбедност на патниот сообраќај ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот по сообраќајниците на поширокото централно подрачје на Скопје. МВР апелира до граѓаните да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници. Со оваа вест го завршуваме првото издание на вестите на Слободна ТВ. Ви благодарам што не следевте.